Ова е Средноводно, познато излетничко место на кое сите влюбеници во природата доаѓаат да се одморат од градскиот, урбаниот живот. Но, доколку сакате да дојдете со автомобил, тоа задоволство ќе ве чини 150 денари за 2 часа. Цената е висока во споредба со цените на паркингот во градот. Генерално цените за паркирање се високи, меѓутоа овдека е и повисока цената. Зашто доле да биде 30-40 денари, тука да биде 100 денари. Секој сака да прошета, така да, ако јас рачунам овде 100 денари, на жичара 100 денари, значи тоа е стварно пара. А јас еве сум дојдена, например, татко ми да го прошетам да ја види жичарата. За мене лично скапо е ова. Пошто 1 сат 100 денара превише е тоа. Со ова плата у Македонија, а ова што е 100 денара сат, тоа е превише. Би требало да се забрани доаѓање на водно со кола. Меѓутоа еве, нели, пошто ги споменавте, нели, оние групи кои што можеби, нели, од здравствени причини треба да дојдат, не може да дојдат, значи како алтернатива, нели, го посочувам градскиот превоз, или во крајен случај, значи да биде тоа на минимум, нели, качување со возила, можеби со некаква контрола која што, нели, ќе ги пропушта само тие лица. Иако ништо не се сменило во изгледот на паркинзите на Средноводно, сепак салдото на паркинзи расте. Истражувањето реализирано во рамките на проектот Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување покажа дека за 3 години јавните предпријатија основани од општините доделиле награди на вработените во вредност од 150.000 евра. Најмногу пари или половина од оваа сума ја доделиле Водовод и канализација Скопје. За 3 години овие скопски комуналци доделиле 75.000 евра. Потоа следува градски паркинг Скопје со 15.000 евра. Ваквото функционирање на јавните предпријатија за познавачите на приликите се сосем непотребни. Прават јавни предпријатија, да не кажам, видите, само во град Скопје имаме на град Скопје јавно предпријатие за паркинзи, имаме и на општина Центар јавно предпријатие за паркинзи. Ние у Карпош немаме. Овие па аеродром градот ги стопанисува, не знам во другиве општини. Тоа е типично балканско поделување, секој територијата, еве ние сме тука, ние парите, грабење од парите. А за жал. Јавните предпријатија се често злоупотребувани од политичките партии на власт, служат за згрижување на заслужни партиски кадри. По правило има голем обем на превработеност од истите причини, заради притисокот на партиите да ги вдомат заслужните луѓе. На третата позиција, според висината на поделени награди, се наоѓа Велешкото јавно предпријатие Дервен. Секој ден се нервирам од состојбите што ги гледам. За жал прв пат слушам од вас за такво нешто, не сум во тек, треба да проверам за што се работи. Но генерално сакам да ви кажам дека јас не сум задоволен од генерално од состојбите во јавните предпријатија во Македонија. И не сме задоволни од услугите што ги добиваме од јавното комунално предпријатие Дервен. Претходно кога бев градоначалник, ако добро се сеќавам, бројката на вработени беше околу 230. Во меѓувреме бројката е сериозно зголемена. Законски мораме да имаме форма за да ги санкционираме градоначалници или формирање на јавни предпријатија, например, земете Охрид и Струга, тоа е, ја бев пред 6-7 години ангажиран за едно јавно-приватно партнерство, дојдоа шпанците, Проаква, сака
За тоа Проаква, нивното јавно предпријатие, сака да вложат луѓето 30 милиона евра, со тоа да ги сменат сите водоводни цевки, канализацијата, колекторот да го направат. Услов беше да од 450 вработени да ги сведат на 200 и тие што Општина Струга си направила свој јавни предпријатие во рамки на Проаква, тоа секое село таму има јавно предпријатие, а тоа е заедничко за Охрид и Струга. Едноставно, од политички причини градоначалници да викаат, ама да нема отпуштање, сите овие да останат. Па кој будала странецки инвестира за плати и да им дава? Иако ретки, сепак има и добри примери за домакинско управување со општинските предпријатија. Имаме едно комунално предпријатие, тоа е ЈКП Студеничани. Исто и тамо нема, значи оптоварено. Работиме со минимум вработени. Некои се вработени со на неопределено време, значи трајно решено нивното вработување. Исто така, нели, законска можност имаме и за вработување на така наречени сезонски работници. Во комуналното околу 5 вработени, ако не грешам. За жал, ништо подобри не се состојбите и во општинските административци во државата. Анализите покажаа дека има голема дискрепанца во однос на бројот на вработени во општините, во однос на бројот на жители во самата општина, односно во зависност од големината на општината. Во просек, истражувањето покажа дека има околу 3 вработени по општина, но има такви општини кои каде што бројот на вработени на 1000 жители се 12-8-7, а има и вакви позитивни случаи каде што се по еден вработен на 1000 жители. Бројка, да речеме, од максимум 1,5 до 2 на 1000 жители, мислам дека би била оптимална за поголемите општини или за средните општини, а за малите општини е невозможно да очекувате со еден вработен на 1000 жители. Например, има општини Вевчани, има 2000 и нешто жители. Тоа значи ли дека треба да има 2 службеници? Сепак, бројот на вработени во општините е преголем. Македонските општини се превработувале иако не треба. Ние имаме околу 90 вработени во општинската администрација, а општина Охрид, која е многу задолжена и со блокирана сметка во последните 20 на години и повеќе, која има сличен број на жители како Велес, има 240 вработени. Општина Карпош, која е нешто поголема од Велес, има 430 вработени, а има помали надлежности од Велес, затоа што во Велес и основните и средните училишта, детските градинки и институциите од културата се на локално ниво и територијалната противпожарна единица. Скопските општини ги немаат сите тие надлежности затоа што дел се под градот Скопје. Територијалната противпожарна единица, средните училишта, културните институции се на градско ниво, на општинско ниво во Скопје, само градинките и основните училишта се, што значи дека нема логика Карпош да има 430 вработени. Тоа значи дека е преполна општината со партиски заслужни кадри кои сериозно го оптеретуваат буџетот и така се направени меѓу другото и заради други некои неправилности долговите и сега не е фер државата да ги покрие долговите кои се направени од такви причини. Значи јас можам да бидам многу добар за 100-200 семејства од Велес и да го што се вика, да го одвртам вентилот и да дозволам да се вработат уште 100-200 луѓе. Меѓутоа, што би постигнал со тоа? Парите на граѓаните кои се сиромашни, како и стопанството, кои влегуваат во општинскиот буџет, мојата намера е да ги трошам за проекти за подобрување на квалитетот на живење на граѓаните, за водоводи, канализации, улици, патишта, а не за плати на заслужни партиски кадри. Локална самоуправа со 400-450 вработени, се разберем, ми имаме министерства со 30-40 вработени, цела држава ја покриват. Час поскоро треба да се седне да се направи добар закон за локална самоуправа. Сепак во Македонија има и општини кои домакински работат и рационално ги користат парите на граѓаните. Општина Студеничани имаме вработено 26 лица, 24 заедно со секретарот и градоначалникот, значи тие се 26. Тука спаѓаат и државните службеници и техничкиот персонал.
Општината според пописот од 2002 број 17.246 жители. Моментално приближно би имале ние како општина околу 23.000 жители. Има редица предности за општините кои имаат оптимален број на вработени во нивните администрации. Тоа представува дополнителен трошок на граѓаните и тие средства би можеле да се пренасочат за некои други тековни трошоци или за некои други проекти како што е намалување на загаденоста, инфраструктура и секако пренасочување на средствата за други потреби. Благодетот е што нема непотребни, вишок вработување, се обидуваме со тие вработени кои ни се да ги опфатиме сите дејности. Волонтерите од Джеф Куманово, кои работеле на овој проект, потенцираат дека обемната администрација создава многу скапи услуги. Според некои европски и светски стандарди може да се каже дека имаме превработеност во општините. Тоа мислам дека е дополнителен трошок за граѓаните и за некоја работа кај што ќе треба да ја заврши еден службеник, имаме кај што ја работа 3 службеници. Скуп Македонија направи симулација колку чини работната сила во 2 соседни општини во Пелагонија. Така, услугите на администрација во Новаци се 11 пати поскапи од тие во соседна Битола. Просечната бруто плата за јуни 2018 година, според Државниот завод за статистика, е 35.530 денари. Според оваа пресметка, секој граѓанин треба за вработените во општина Новаци да плати по 280 денари или по семејство околу 1100 денари месечно. Истите услуги на само 10 километри од Новаци битолчани ги плаќаат по 43 денари по жител месечно. Општините по мене стана партиски штабови на политичките партии кои што се победници на локално ниво. Локалните шерифи, градоначалникот и плюс ако има мнозинство неговата партија во општината работат што сакаат, без некоја вистинска контрола од централната власт. Кај нас у сите општини сега имаме заменик. Ако е, например, еве у Скопје, од СДС е градоначалникот, од ДУ е заменикот и тој е бетонирано, и вој сега секретарка, кабинет, ово. Тоа глупост, е он обичен советник. И ние одма тука одма тој кола мора да има нормално мобилен телефон, секретарка, предпоставувам шеф на кабинет или кабинети и едно, ние сме учени тоа, секој заменик министер наш има кабинет према светцу и тропар, што би рекле Србија. Значи комплет целата инфра се на администрацијата расте, а овие немаат приходи. Но дали и како може да се промени локалната власт во една општина ако работи лошо, освен на редовни избори? Ми имаме председател на држава со импичмент, ако 2/3 од собранието пратениците констатира дека го прекршил уставот и така натака, Уставниот суд само констатира со мнозинство гласови и ќе му престане функцијата. За председател на држава, кој што иде на централни непосредни избори, цела држава го гласа, ние за еден обичен градоначалник, сега имаме и мали општини или големи без разлика, ние немаме механизам да го разрешим. Освен ако го земе Господ или не дај Боже да стори кривично дело. И додека се чека на подобри времиња во општинската администрација, граѓаните ќе се надеваат дека состојбите постепено ќе се подобруваат. А до тогаш ќе треба да живееме во реалност.